На 20. ноември 1969 година Генералното собрание на Обединетите нации донесе решение за одбележување на тој ден како Меѓународен ден на децата. Познато е дека уште во 1946 година во Обединетите нации е формиран Меѓународен фонд за помош на децата, УНИЦЕФ. Овој фонд од формирањето па наваму имаше главна задача да интервенира со давање помош на децата од наитните случаи во разни земји, а особено во неразвиените. Од фондот се испраќа разна помош на децата во вид на облека, храна, се испраќаат лекови за лекување и спречување на разни детски болести, се испраќаат средства за описменување на деца во земјите каде што сите не се опфатени со редовно школување, а поради ваквата дејност на овој меѓународен фонд, тој представува најблагородна институција во Организацијата на Обединетите нации. На 20. ноември, кога се одбележува Меѓународниот ден на децата во целиот свет, па и во нашата земја, се организираат разни приредби и манифестации посветени на децата. На 20. ноември 1947 година британците имаа шанса да ја видат кралската свечена поворка каква што имало само пред Втората светска војна. Венчавање на кралската најстара ќерка Елизабета со младиот принц Филип Маунтбатен. Во тие денови немаше телевизија и затоа милиони луѓе излегоа да ја видат идната кралица и нејзиниот сопруг, кои поминаа низ Лондон по нивната венчавка која се изведе во Вестминстер Ејби. На 20. ноември 1975 година, на 86 годишна возраст, умре шпанскиот диктатор Франциско Франко, а заедно со него и крутиот фашистички режим. Тој со помошта на германските нацисти и на италијанските фашисти ја започна шпанската граѓанска војна која траеше од 1936 до 1939, гурна легалниот демократски републикански поредок и ја воведе фашистичката диктатура. Од тогаш па се до неговата смрт беше на чело на Шпанија како апсолутен диктатор, каудилјо, тоест водач на шпанското кралство. Ова се неколку од најдраматичните снимки што воопшто биле направени и покажуваат како Такома Нероус мостот се урива по едно страшно невреме во 1940 година. Авиони летаат над остатоците на еден германски авион кој се урна на аеродромот во Најроби, Кенија, на 20. ноември 1974 година. Загинаа 59 патници. Тоа беше прва авионска несреќа на Боинг 747 Jumbo Jet. Се урна кога летна од аеродромот и сведоците рекоа дека авионот достигнал висина од 300 метри. Откако се урна, авионот се запали, но 98 патници успеа да се спасат пред да го зафати пламен целиот авион. Уште еден настан поврзан со кралското семејство. Англија, која беше во жал на овој ден во 1925 година, умре кралицата Александра, која по потекло беше од Данска. Таа беше сопруга на поранешниот крал Едвард VII. Нејзината убавина и шарм ги пленува англичаните. Кралицата Александра имаше 6 деца, едно од нив беше кралот Џорџ V. На 21. ноември 1875 година во село Русино во Беровско е роден Никола Петров Русински, истакнат социјалист и македонски револуционер. Пред илинденскиот период многу рано се придружува кон Гоце Делчев, со кого се работува се до неговата смрт. Русински е еден од најспособните револуционери и организатори и како војвода на Чета најмногу действува во западниот дел на Македонија, во Охридскиот и Струшкиот крај. За време на илинденското востание се бори во Прилепскиот револуционерен реон. За сето време кога работи во внатрешната организација, него изостава пропагирањето на социјалистичките идеи во Македонија. Никола Петров Русински покрај револуционерната работа и пишувал. Напишал неколку брошури со политички карактер и спомените за својата долгогодишна политичка, социјалистичка и револуционерна дејност.
umrel во родното село во предвечерието на ослободувањето на неговата татковина Македонија, за што се борел низ целиот свој живот. Со масовен собир на француските социјалисти на 21 декември 1977 година започна изборната кампања во која француската левица се надеваше дека на крај ќе го добие моќното мнозинство. Социјалистите беа најмногу бројни и најсилни од сите француски политички партии, а ги водеше Франсуа Митеран и изгледаше дека Митеран може да победи на изборите и да стане премиер на Франција. Но, кога се одржаа изборите во март 1978, со минимална предност победи Жискар д'Естен. По повод 150 годишнината на Крупс, огромното индустријско царство во Есен, Западна Германија, се собраа постарите членови од вработениот персонал за да го прослават овој значаен настан. Во 1811-та, таа беше млада челичарница. Потоа започна да прави воена опрема и продолжи со таа работа до крајот на Втората светска војна. Иако имаа намера да ја расформираат, а се да распродадат, земјите сојузнички не беа заинтересирани. И така, Крупс ја продолжи работата, продолжи да прави челик за германската индустрија. Преук Хиев Ридот, западно од Пном Пен, на 21 ноември 1971 година беше опустошен од смртоносни гранати, додека народно-ослободителните сили напредуваа кон главниот град на Камбоџа. Меѓу загинатите имаше голем број војници од редовите на владините трупи кои го бранеа Ридот. Војната во Камбоџа против диктаторскиот режим на Лон Нол траеше до април 1975 година. На овој ден во 1976 година 71 годишниот Карел Валенда одеше по жица долга 130 метри, а поставена 30 метри над реката Темза. Валенда одеше на жицата без никаква мака. Тој тогаш беше водач на едно акробатско друштво. Господин Валенда правеше вакви акробации многу често за време на својот живот, но при една ваква екзибиција во Јужна Америка падна од жицата и загина. Во 1945 година светот излезе од војната. Јава, например, што туку беше ослободена од јапонската окупација и патриотските сили ја продолжија војната против холандските колонијалисти за национална слобода. Од 21 до 23 ноември 1978 година во Белград е одржан 8-миот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија. На конгресот присуствува 1400 делегати и гости од земјата и над 100 делегации на странски синдикални организации и движења. На конгресот присуствуваше председателот Јосип Броз Тито, кој одржа поздравен говор и даде иницијатива за воведување на колективно раководење, решавање и одговорност во работата. На конгресот, покрај другите материјали, беше поднесен реферат Сојузот на синдикатите на Југославија во борбата на работничката класа за развитокот на самоуправните општествено-економски односи и политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување. По исцрпната дискусија по поднесените материјали и рефератот, конгресот ја заврши работата со усвојување на резолуција за задачите на Сојузот на синдикатите во наредниот период и статут на синдикатите на Југославија. Ноември 1963. Џон Кенеди, председател на Соединетите Американски држави, на оваа должност е помалку од 3 години. Но следните избори веќе се наближуваат. Советниците на Кенеди му сугерираат да патува за да собере гласови во Тексас, каде што поддршката за Кенеди беше најслаба.
Na 22. ноември Кенеди се возеше низ Далас, каде што требаше да одржи говор. Овде беше извршено убиството во околности кои останаа до ден денес мистерија. 2 куршума се забие во неговата глава и грб, од кои тој умре. Куршумите беа испукани од висок прозорец од стоковна куќа. Председателот умре откако беше изваден од колата и однесен во локалната болница. Подпредседателот Линдон Џонсон сега можеше да се кандидира за највисоката положба во западниот свет и апелираше да го поддржи изненадената и шокирана нација. Во меѓувреме, еден 24 годишен поранешен морнар по име Ли Харви Освалд беше фатен и обвинет за убиството. 2 дена подоцна, додека го водеа на суд, и самиот беше убиен од некој си Джек Руби, поранешен непознат сопственик на ноќен локал. Целиот свет беше ожалостен кога го погребаа телото на 46-годишниот председател на Алингтон гробиштата во Вашингтон. Но и денес се поставува прашањето зошто беше убиен Кенеди и од кого. Истражниот одбор, предводен од врховниот судија Ворен, подоцна рече дека Освалд го извршил убиството, но извештајот на Ворен беше целосно отварен. Но кој да го убил председателот Кенеди и од какви било причини, сега се согласуваат дека тие и земаат на Соединетите Американски држави влијателен и вонреден лидер. Прекинот на огнот што ги држи христијанската десница и муслиманската левица, одвоени на 23. ноември 1975 година, беше нарушен со нов бран нереди кои избувнаа во Бејрут. Состанокот на водечките либански политичари мораше да се одложи, бидејќи вооружени напаѓачи пукаа еден во друг само неколку стотици метри од местото каде што требаше да се одржи состанокот. Сики од цел свет се собраа во Нанкана Сахиб во близина на Лахоре во Пакистан на овој ден во 1969 за да ја прослават 500 годишнината од раѓањето на Гору Нанак, основачот на религијата на сиките. И 3 дена му оддаваа почит на човекот што го започна овој култ, сега следен од милиони обожаватели. Островот Занзибар, со деспотското владење на лидерот на островот шеикот Абеид Каруме, го сврти вниманието на светот. Во интервјуто во 1970 година, шеикот Каруме одрече дека постои корупција и изрично беше против какви било избори во неговата земја. Но Каруме беше убиен во 1972 година, со што заврши неговиот деспотизам на островот. Политичките разидувања кои ја поделија Португалија во годините веднаш по револуцијата, која ја смени диктаторската влада, го нарушуваше животот на земјата во 1977 година. На 23 ноември, масовни демонстрации од страна на комунистите се одржаа во Лисабон и демонстрантите протестираа против политиката за вработување. Ова мора да е една од најдолгите љубовни приказни. 101 година од бракот на Балакиши Орудијев и неговата сопруга Амина. Се оженија во Азербејџан, Советскиот сојуз, на овој ден во 1866 година. Во 1967 Балакиши, кој имаше 134 години, го одбележа тој ден со една семејна прослава.
Во средината на септември 1941 година, германскиот окупатор започна офанзива за уништување на слободната територија во Западна Србија, позната како Ужичка република. Во тоа време, Ужичката република во Западна Србија беше единствена слободна територија во окупирана Европа од хитлеровите хорди. Партизанските ослободителни сили на ослободената територија, каде што живееја над 1 милион жители, организираа целосно народна револуционерна власт. За Хитлер, кој тогаш беше на врвот од својата моќ, незамисливо беше во Југославија да има слободна територија. Тој издаде наредба, а неговите генерали со домашните предавници собраа над 80.000 војници вооружени до зраби за уништување на слободната територија во Западна Србија, Ужичката република. Надчовечки беа борбите што ги водеа партизанските сили со окупаторите во текот на скоро 2 месеца непрекинати борби. Најтешки борби се водеа во текот на втората фаза од офанзивата, која окупаторите започнаа на 24 ноември 1941 година. Пред многу надмоќниот непријател, Врховниот штаб на чело со Тито реши да го напушти Ужице и да се повлече во правец на Санџак и Источна Босна. Во тоа време се водеа и најтешките борби. Херојска беше борбата на работничкиот ужички батаљон на Кадинјача, каде што сите борци загинаа, не дозволувајќи влегување на германците во Ужице пред да се повлече Врховниот штаб со Тито. И по двомесечни тешки крвави борби, главнината на партизанските сили на чело со Врховниот штаб се повлече во Санџак и Источна Босна, каде што ослободи нова територија. По заземањето на Ужице и другите градови во Србија, германците извршија големи крвави злодела врз незаштитеното население, а многу невини луѓе беа однесени во логорите на смртта низ Европа. Но и покрај таквиот варваризам, народот не се исплаши, не потклекна, не ги изгуби моралот и волјата да ја продолжи борбата за слобода. Замислениот план на Хитлер со неговите доглавници за уништување на народно-ослободителното движење не успеа. На 24 ноември 1929 година умре францускиот државник Жорж Клемансо, премиер на Франција од 1917 до 20-та. Тој ја предводеше земјата на крајот од Првата светска војна и беше доминантна личност на мировните преговори во Версај. Во 1978 година летна за прв пат еден американски млазен авион направен според британскиот уништувач Джамбо Джет. Уништувачот е единствениот успешен авион што летнува вертикално. Овој авион беше направен во копродукција со американската морнарица. На 24 ноември во 1976 година еден колекционер плати $80.000 за личниот дневник на капетанот Вилијам Блај, познат од бунтот на бродот Баунти од пред 200 години. Блај го започнал својот дневник кога бил оставен на милост и немилост од страна на побунетите на неговиот брод во 1789 година. Дневникот содржи 107 страници, заедно со опис на Флечер Кристијан, човекот кој го предводеше бунтот, и исто така го опишува патот од 3500 милји што го помина Блај низ Пацификот за да се спаси. Во 1971 година, авторот на филмови на неизвестност и страв, Алфред Хичкок, се врати во Лондон по 20 години да снима филм. Се разбира трилер. Се снимаше во Ковент Гарден. One scene which is an effort to dispose of a body in a load of potatoes. На 25 ноември 1939 година во Самобор кај Загреб излезе од печат збирката на македонскиот поет и револуционер Кочо Соле Фрацин Бели Мугри. Стихозбирката Бели Мугри представува круна на Рациновото творештво. Таа, како појава во дадената историска ситуација и како уметничко остварување, зазема доминантно место во Рациновиот поетски опус. Стихозбирката Бели Мугри
е импресивна уметничка слика на најтипичните социјални појави во предвоената македонска стварност. Таа представува поетска антологија на болките и страдањата на македонскиот народ. Со секоја песна се открива нова страница од тогашниот живот на македонските работници, исполичарите, потоа печалбарите, во кои пролетаризираните селани бараа излез како и пропаѓањето на занечиството. Централниот проблем на поезијата и прозата на Рацин е тешкиот национален и социјален живот на македонскиот народ, а главниот јунак во Рациновата поезија е народот на црниот труд. Затоа, поезијата на Рацин во стихозбирката Бели мугри е исполнета со борбеност и револуционерност, која произлегува од мачната историја на македонскиот народ. Недела 25 ноември 1973 година. Новиот грчки кабинет даде заклетва во Атина. Како резултат на брзиот и ефикасен воен пуч, шефот на новата хунта генерал Федон Гизикис стана председател на земјата на местото на диктаторот Пападопулос, кој дојде на власт со пучот од 21 април 1967 година. Големи подрачја беа нападнати од скакулци во Австралија во ноември 1969 година. Најмногу од овие штетници кои го напаѓаат житото имаше во Гула Габон, 500 км западно од Сиднеј. На почетокот од месецот, околу 2 милиона акри земја беше нападната, додека експертите се бореа да ги уништат. Најефикасно уништување беше со прскање од авиони. Британскиот борбен брод Бархам крстосуваше по Медитеранот на 25 ноември 1941 година, кога беше погоден од торпедо, со овие застрашувачки резултати. Повтор пат, во 4 години, контролата во Конго беше во рацете на поранешниот воен наредник Џозеф Мобуту. Се случи на 25 ноември 1965 со брз пуч без крвопролевање. Во метежот за независност на земјата, Мобуту прв пат ја зеде власта во 1960, но му ја препушти на председателот Касавубу. На овој ден пак му се спротивстави на Касавубу, освојувајќи трикратна победа, во која беше и поранешниот председател Моис Чомбе. Кога ја презеде власта, Мобуту имаше 33 години. Конечно, тој обезбеди стабилност во расцепканата земја. Трилерот Стапица за глувци од Агата Кристи започна да се дава на 25 ноември 1952 година во Лондон и се уште е на репертуарот. Кога ја поставија на истиот театар, поранешните членови на ансамблот дадоа прием за авторот на представата, што најдолго траеше во светот. Основачкото собрание, познато како прво заседание на АВНОј, е одржано во Слободниот Бихаќ на 26 и 27 ноември 1942 година во присуство на 54 представници на сите југословенски народи. Покрај истакнатите раководители на Комунистичката партија на Југославија, организатори на оружената борба, меѓу делегатите на ова заседание имало и поединци од воствата на граѓанските партии, истакнати личности од предвоениот политички живот, научни и јавни работници кои се определиле за НОБ, на чие чело стоеше КПЈ. Во поздравниот говор при отворањето на заседанието, врховниот командант Тито, од името на Централниот комитет и Врховниот штаб и борците на Народно-ослободителната војна, истакна: ние немаме можност да создадеме една легална влада, зашто меѓународните односи и услови уште не ни го дозволуваат тоа. Но ние имаме право на едно
a to je во овие тешки околности да создадеме едно политичко тело, еден политички орган кој ќе ги собере сите народни маси, кој ќе го собере нашиот народ и ќе го поведе заедно со нашата јуначка војска во натамошните борби што стојат пред нас. Потребно е да се организира власта, што ќе може да ги мобилизира, што ќе ги искористи сите оние латентни сили што постојат во народот во една општа насока, а тоа е борбата против фашистичките злосторнички окупатори, борбата против нивните сојузници, нашите домашни предавници, усташите, четниците и другите. По исцрпната дводневна работа на заседанието, по дискусијата по рефератот на другарот Тито, за понатамошната борба и за задачите на АВНО и што треба да ги има во иднина, беа донесени два основни документа. Резолуцијата за основање на АВНОј и проглас на АВНОј упатен до народите на Југославија. Во овие два документа е дадена оценка за положбата на Југославија во априлската војна, за улогата на КПЈ, за организирањето на оружената револуција, за постигнатите успеси на народно-ослободителната борба до заседанието. Првото заседание на АВНОј со своите одлуки и резолуции има историско значење, пред се што тоа дошло како резултат на братството и единството на народите на Југославија, остварено во оружената ослободителна револуционерна борба. Одлуките на првото заседание на АВНОј во целата земја биле примени со одобрување, со што уште повеќе се засилиле народно-ослободителната борба на сите народи и народности во земјата против окупаторите и домашните предавници, квислинзи и слични на нив. На 26. ноември 1970 година папата Павле VI започна турнеја низ светот која за малку не заврши трагично. Тој пристигна во Манила, главниот град на Филипините, каде што му беше приреден срдечен пречек од илјадници луѓе на аеродромот. Папата беше пречекан од председателот на Филипините Маркос со представници на владата и на црквата. Но во еден момент, еден човек се оттргна од масата народ со намера да го нападне со нож. Човекот беше спречен од народот, а подоцна беше осуден за оваа акција. Во Диселдорф, Западна Германија, на 26. ноември 1975 година беа осудени 16 лица, кои беа обвинети за воен криминал, додека работеле во Мајданек, злогласниот концентрационен логор во Полска за време на Втората светска војна. Обвинетите беа стражари и медицински персонал во злогласниот логор. Тие беа обвинети за масовни убиства. Меѓу нив беше и Херман Ријан, родена Австријка. Таа беше обвинета за испраќање деца во гасна комора, како и камшикување и мачење други лица во логорот на смртта. Ние нормално ги гледаме само победниците на големите спортски надпревари, но понекогаш може да бидат поделени мислењата за оние кои не успеале сосема да се пласираат, како овие дигачи на дегови на британскиот турнир во 1977 година.